Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Граѓаните прават ЕСАП како поевтино да се грејат зимава. Општина Охрид обезбеди средства за подобрување на водоснабдувањето. Во охридските угостителски објекти се продава безбедна храна. Комуналните предпријатија бараат помош од владата, воспротивно најавуваат зголемување на цените на услугите. Скопското јавно обвинителство подопрен глас отвори предмет за експерименталното лекување во клиниката Жан Митрев. Ги погледнавме кратките најави, со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Охриден е свежо утро, во текот на денот сончево и топло време со дневни температури во благо опаѓање и максимална од 28 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон вторник ведро и свежо. Утре над најголем дел од Европа времето сончево и топло. Тропски температури со нови температурни рекорди во северна, централна, северозападна, западна Европа и Апенинскиот полуостров. На крајниот североисток и исток од стариот континент температурите под повеќегодишниот просек. На Балканскиот полуостров во вторник времето сончево и топло со температури во пораст, максималната дневна од 27 до 35 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник свежо утро со пат на утринските температури кои ќе бидат во интервал од 8 до 18 степени. Во текот на денот сончево и топло време со максимални дневни температури од 26 до 35 степени Целзиусови, во индексот со вредност 8. Во Охрид во вторник сончево и топло со слаб североисточен ветер, минималната 14, дневната 28. Во среда и четврток сончево и потопло. Ке имаме пораст на дневните температури, минималната 15, односно 16, дневната 30 до 33. Во петок тропски ден со сончево и многу топло време, минималната 18, дневната 34 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Граѓаните прават ЕСАП како поевтино да се топлат зимава. Во услови на изгор цена на струјата, дрвата им остануваат како наевтина варијанта.
Се шпекулира за двојно, па дури и тројно покачување на сегашната цена за метар кубен огревно дрво. Нема најави за промена на цената на огревното дрво. Од Охридската подружница на македонски шуми информираат дека продажбата во нивното стовариште е по лански цени. Продажбата на огревно дрво се одвива со вообичаено темпо на Охридското стовариште од македонски шуми. Досега до потрошувачите се доставени над 6000 метри кубни или 9000 просторни метри дрво, информира Славчо Голабовски, директор на јавното предпријатие Македонски шуми, подружница Охрид. Немаме никакви пречки за сега во снабдувањето, потребата се зголемува драстично заради зголемување на цените на енергенсите од пелети, електрична енергија и така натаму, меѓутоа се надеваме дека ќе одговориме на сите граѓани. Голабовски ги демантира шпекулациите дека ќе има скок на цената на огревното дрво. Во јавноста кружат предвидувања и се нагаѓа за двојно па и до тројно покачување од сегашната цена. Цената на огревното дрво е непроменита во стовариштата на јавното предпријатие Македонски шуми, па кубик, буково и дабово дрво се продаваат по истата цена како и минатата година. Тоа не е случај со цените на приватните стоваришта кои може да продаваат по повисоки цени од оние во нашите, кажува Голабовски. Цената на огревното дрво кај нас се регулира со ценовник кој што го донесува владата на Република Северна Македонија. За да се измени ценовникот треба да се поднеси барање, па да се направи процедура, аналитичка проценка, како што каде. Значи, тоа е сепак процес кој што трае полуг период. Сега во овој момент нема најава за промена на цената, така да се надевам дека граѓаните нема да платат повисока цена од она што беше до сега. Без проблем се реализира снабдувањето со дрва на граѓаните и членовите од Сдруженијето на пензионери од Охрид и Дебрца. Сите кои имаат склучено договор со Македонски шуми до почетокот на грејната сезона ќе бидат соснабдени со огревно дрво, напоменува Голабовски. Цената на огревното дрво за метар кубен се движи од 3387 денари за буково дрво и 3505 денари за дабово дрво. Градоначалникот Кирил Пецаков денеска во Скопје го потпиша грант договорот со Центарот за меѓународна соработка и развој на Република Словенија за обезбедување на средства во вредност од 150.000 евра, кои ќе бидат наменети за подобрување на условите за водоснабдување во Охрид. Договорот беше потпишан во рамки на информативниот настан на Секретаријатот за европски прашања на македонската влада и амбасадата на Република Словенија. Според планираното ќе биде извршена реконструкција на пречистителна станица и набавка на нови филтри за пречистување на вода за потребите на јавното предпријатие Водовод. Со овој проект ќе се овозможат посовремени услови за пречистување на водата и ќе се обезбеди поквалитетна и поздрава вода за пиење за сите жители на општина Охрид. Средствата кои се обезбедени преку грантот од Република Словенија покриваат половина од вкупната вредност на целиот инвестициски зафат, а останатите средства општина Охрид ги има обезбедено преку Министерството за транспорт и врски. Во охридските угостителски објекти се продава безбедна храна. Инспекторите на Агенцијата за храна и ветеринарство прават засилени контроли. Апелираат купувачите да купуваат храна од одобрени и регистрирани објекти на храна. Безбедна храна се конзумира во угостителските објекти и оператори со храна на Охридското крајбрежје. Ова се констатира по интензивните инспекцијски контроли на Агенцијата за храна и ветеринарство, направени во хотелите, рестораните, пицериите, сладкарниците, бурекџилниците, пекарниците, секаде каде што има зголемена потрошувачка на храна, информира Николче Бабовски, директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство. Од почетокот на годинава до крајот на месец јуни се направени 342 контроли, при што во мал дел се утврдени прекршоци во безбедносните практики за храна, напоменува Бабовски. За жал, кај еден дел од нив, значи утврдени се неусогласени, односно најдена е најчесто храна со поминат рок, лоши хигиенски, технички услови. Имаше случаеви на нерегистрирани оператори со храна во Агенцијата за храна и ветеринарство и за тоа издадени се 13 наредби за отстранување на утврдените недостатоци
Изречени се 5 забрани за вршење на дејност, 4 мерки на едукација на операторите и изречена е една парична казна. Во летниот период, инспекторите на Агенцијата за храна и ветеринарство се во туристичките места, во контрола и на градските пазари, каде што се продава храна. Баболски апелира купувачите да купуваат храна од одобрени и регистрирани објекти и продавачи на храна. КВ спроведува засилени контроли кај сите оператори со храна, вклучително и во маркетите и кај операторите на зелените пазари, каде освен овош и зелечук во специализирани продавници се продава и храна од животинско потекло која е лесно расиплива и може да биде за жал потенцијална опасност за труење доколку правилно не се ракува со истата. Поради тоа, акцентот со контролите се става токму кај овие категории на оператори со храна, кои мора да ги исполнуваат највисоките стандарди за безбедност, за да може да вршат трговија со храна од животинско потекло. Деновиве засилен надзор имало и на монтажните киосци во кои се подготвува и продава храна на градскиот кеј. Контролите покажали дека се запазени безбедносните практики за продажба на палачинки, крофни и други видови храна и пијалоци. Жените занаетчики од Охрид, Битола и Скопје добија поддршка за промоција и пласман на своите уникатни ракотворби. Во рамките на проектот Мерки за зајакнување на женските бизниси по пандемијата на УСАИД под покровителство на првата дама Елизабета Ѓоргиевска изработена е платформа за нивна промоција во земјава и странство. Шаренило од ракотворби изработени со најразлични техники. Ваква беше сликата изминатиот викенд на градскиот плоштад во Охрид. Инвентивните и креативни жени рачно изработуваат уникатни творби, почнувајќи од украси, преку накити фотографии до ташни шешири и кондури. Добија поддршка во рамките на проектот Мерки за зајакнување на женските бизниси по пандемијата на УСАИД под покровителство на првата дама Елизабета Ѓоргиевска со цел развој на женското предприемништво. Сите производи овдека што ги гледате, рачно се изработуваат со бетони и со песок. Исто така се боени со акрил, специјален водоотпорен и со безбоен лак. Дали мат или сјаен, зависи што сакаме да добијаме. Например, ова е една верзија на тиква, која што прво ја добиваме во сива боја и после тоа нанесуваме со нанесување на самите бои, добиваме специфичност на производот. Едни рачно изработуваат накит од кожа и камчина, песок и школки од Охридското крајбрежје со автентични мотиви, други од сребро, бакар, дрво и конци. Ранчиња исто така рачни изработки со кожа и посебен материјал кој што ние имаме посебна технологија за изработка. Се овие се за помлади, да, со различен дизајн. Имаме ланчиња со мотиви од Охрид, со каменчиња, песокчиња, па има школки. Ова техника се вика макраме и е техника на врзување јазли. Значи не се користи игла во плетењето, туку е се рачно врзување на јазли. Има многу различни дизајни во однос на тоа каков јазол сакате да постигнете и можат да се изработат многу различни предмети. Валентина Митрова од Скопје преработува тартуфи, печурки кои се собираат низ планините во Македонија со помош на кучиња, бидејќи растат под земја. Низ цела Македонија има тартуфи, ние имаме 7 кучиња, имаме одгледувачница, 7 кучиња и се оди на терен со сите 7 или со 7-те кучиња се прави одмор и така. Се бараат тартуф, имаме и тазе тартуф во моментот, можам да ви покажам, имаме и тазе тартуф. Решив да излезам надвор од границите на Македонија, да се запознам со
што се прави со Тарцуфот. Центарот за управување со промени ги поддржа жените предприемачи од Охрид, Битола и Скопје, со тоа што им изработи платформа за нивна промоција во земјава и странство. Нив ги охрабри, им направи дигитализација, добри флаери, банери, видео записи, ги сподели на социјалните мрежи, ги здружи измеѓу, направи нетворк да излезат на пазарот, дури и странство, што значи продажбата им се зголеми. Самодовербата се зголеми, економски зајакна. Креативните жени занаидчики изминатиот викенд на градскиот плоштад во Охрид ги изложија своите уникатни производи на организираниот базар. Пост пандемијата очекуваат закрепнување и поголема продажба. Јавното обвинителство информира дека е оформен предмет по објавата на епизодата Нечиста крв на истражувачката репортерска лабораторија ИРЛ во рамки на серијалот Редакција, кој вчера вечер се емитуваше на МРТ1 и на YouTube каналот на ИРЛ. Веднаш по објавата на наведената документарна емисија, основното јавно обвинителство Скопје оформи предмет врз основа на инструментот на допрен глас, предвиден во Законот за кривична постапка. Предметот е распореден кај надлежен јавен обвинител кој ќе преземе действија за проверка на наводите од кои произлегуваат индиции за кривични дело против здравјето на луѓето. Информира од основното јавно обвинителство Скопје за 360 степени. Документарецот се базира на истражување на 24 пријави на граѓани од Македонија и Косово, кои биле проверувани повеќе од 22 месеци. Во фокусот на нивниот интерес бил методот на хемофилтрација кој во клиниката Жан Митрев се применувал врз пациенти со COVID за време на пандемијата. Новинарите на ИРЛ во документарецот го отвораат прашањето дали методот бил одобрен од соодветните институции, како и појавата на случаи на интрахоспитални инфекции за време на лекувањето. Од клиниката Жан Митрев реагираат дека станува збор за невистините квалификации кои се насочени кон намерно нарушување на честа и угледот на болницата, а истите се и вознемирувачки и за пациентите. Додаваат дека се згрозени од тенденциозниот говор на омраза употребен кон нив, како и од неточните наводи, односно фабрикуваните информации насочени кон креирање на лажна слика во јавноста на работата на болницата. Комуналните предпријатија од земјава бараат финансиска помош од владата. Од Сдруженијето Атком, кое обединува 90 јавни предпријатија, денеска порачаа дека сметките за струја им се повеќекратно зголемени и дека се на работ на издржливоста, поради што без помош неизбежно ќе биде поскапување на цената на услугите. Сдруженијето на даватели на комунални услуги Атком, кој обединува 90 јавни комунални предпријатија од државава, денеска достави до владата барање за помош во справување со последиците од економската криза врз нивното работење. Во спротивно, председателот на Атком Пеце Милески најави дека ќе бидат приморани да ги покачат цените на услугите кон граѓаните. Поради енормниот раст на трошоците за електрична енергија, растот на цената на горивата, кој е речиси 100%, и инфлацијата чиј ниво е алармантно, имаме драматично зголемување на трошоците во нашите работење. Нашите биланси се на работна издржливоста и во една таква ситуација излезот е или покачување на цената на услугите, што и не е наша цел, бидејќи тоа ќе падне на товар на граѓаните, или системска помош на владата, како начин заеднички да го заштитиме стандардот на граѓаните и да се избегне банкрот или прекинување на давање на услуги. Предпријатијата даватели на комунални и водоводни услуги имаат обврска кон граѓаните да продолжат да даваат услуги на потребното ниво и покрај потешкотиите со кои се соочуваат, посочи председателот на Атком, но додаде дека владата пак веќе се обврза за секторска помош во покривање на загубите во повеќе сегменти од системот. Владата како страна која со своето делување има влијание врз енергенсите чија цена се покачи, што директно имаше импакт врз нашето финансиско работење и обстојување, бараме да излезе во пресред и да обезбеди финансиска помош преку блок дотации за покривање на делот загубите или, по-конкретно, да ја покрие разликата на трошоците за електрична енергија меѓу планираните и фактички настанатите. Досега Сдруженијето на комунални предпријатија упатило повеќе барања за средба со представници од владата и до зелосно досега тоа не се реализирало.
Подготвени сме за средба на која ќе разговараме за критичната состојба на нашите предпријатија, бидејќи кризата го доведе во прашање нормалното работење и обезбедувањето на суштествени комунални услуги, вода за пиење и собирање на сметот, истакна Милевски. Од утре Пајак ќе ги крива непрописно паркираните автомобили во Охрид. Започнува со работа новата подружница на јавното предпријатие Билјанини извори Пајак служба. За потребите на оваа посебна организациона целина на предпријатието со одлука на Советот, Општина Охрид му пренесе право на користење на товарно моторно возило за специјална намена Пајак. Од јавното предпријатие Билјанини извори ја известуваат јавноста дека од утре, 19 јули вторник, ќе започне да функционира Пајак службата и апелираат до сите корисници на автомобили да се придржуваат кон сообраќајните правила во делот на паркирањето на возилата. Општина Охрид го повторува повикот до сопствениците на пловни објекти кајчина, кои се лоцирани на крајбрежниот појас на локалитетите Сараиште и Канео, истите да ги отстранат во најбрз можен рок. Во спротивно од среда 20 јули, Општина Охрид и општинските јавни предпријатија ќе започнат акција за отстранување на истите на товар на сопствениците. Пловните објекти треба да се отстранат поради тековно одржување и чистење на крајбрежјето во овој потек од општината, со цел непречено користење од страна на жителите и туристите, појаснуваат од локалната. Бензините од ноќеска на полнок поевтинуваат за 1,5 денари за литар, а цената на дизелот останува иста, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Со одлуката се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,82%. Новата малопродажна цена на Евро Супер БС 95 ќе изнесува 101 денар за литар. Евро Супер БС 98 ќе се продава за 103, а Евро Дизел БС за 100 денари за литар. Со одлуката на малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство се зголемува за половина денар за литар и ќе чини 98,5 денари. Малопродажната цена на мазутот пак се намалува за 0,859 денари за килограм и ќе изнесува 50,044 денари. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Потврдени се повеќе од 320 мртви во Португалија и Шпанија од топлотниот бран. Двете држави се под опсада од пекулен топлотен бран кој својот пик го имаше минатиот четврток со 47 степени Целзиусови. Од горештините во Португалија загинаа 238 лица од 7 до 13 јули, а во Шпанија билансот е 84. Според Медицинскиот институт Карлос III во Шпанија, во јуни годинава над 830 лица починале од горештините. Освен ова, во Шпанија моментално има 32 активни летни пожари, вклучително и 15 кои допрва треба да бидат ставени под контрола. Најтешко е погодено Екстремадура, регионот кој граничи со Португалија, во кој има два масовни пожари кои опфаќаат и 10.000 хектари земјиште. И словенечките пожарникари се обидуваат да го изгаснат пожарот кој избуна во северозападниот дел на Карс во близина на границата со Италија. Министрите за надворешни работи на ЕУ денеска во Брисел се очекува да разговараат за новите санкции против Русија. Меѓу мерките што се разгледуваат е и забраната за купување злато од Русија, потек што САД веќе го повлече. Се очекува дека Европската унија би можела да ги прошири санкциите на повеќе лица поврзани со Русија. Висок представник на ЕУ за агенцијата Франс Прес изјави дека ЕУ најверојатно ќе разговара за нови санкции, но состанокот не нема да донесе одлука веднаш. Предлагаме да се заострат строгите санкции на ЕУ против Кремљ, да се спроведат поефикасно и да се продолжат до јануари 2023 година. Москва мора да продолжи да плаќа висока цена за својата агресија, изјави председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Вооружен маж уби 3 лица вчера во ресторан во трговски центар во близина на Индианаполис, САД, пред да биде застрелан и убиен од вооружен случаен минувач кој имал легално пиштол со себе, изјави началникот на полицијата во Гринвуд. Вооружениот минувач е 22 годишен маж. Уште 2 лица се повредени во инцидентот кој се случил рано вечерта во трговскиот центар Гринвуд Парк. Напаѓачот бил сам, имал пушка и неколку чаури со муниција. Нападот доаѓа во услови на загриженост на јавноста поради пукање во училиштата, работни места и јавни места во САД кои редовно се на насловните страници од медиумите.
Две лица кои подоцна починале во Гана биле позитивни на реткиот Марбург вирус, многу заразна болест слична на еболата која предизвикала хеморагична треска, соопштија за светските здравствени власти во Гана, откако во четвртокот Светската здравствена организација објави за 2 сумнителни случаи на болеста во оваа африканска земја. Резултатите морале да бидат потврдени од лабораторија во Сенегал за случаите да се сметат како потврдени. Двајцата пациенти потекнувале од јужниот регион на Шанти и кај двајцата се потврдени симптоми како диареја, треска, гадење и повраќање пред да починат во болнички услови. Се додава дека двајцата заразени и 98 лица кои биле во контакт биле ставени во карантина. Од 1967 година до сега регистрирани се 10 големи епидемии на треската Марбург, главно во Јужна и Источна Африка. Стапката на смртност на овој вирус варира од 24 до 88% во претходните епидемии во зависност од видот на вирусот и управувањето со кризите според податоците на СЗО. Марбург вирусот се пренесува на луѓето од лилјаци, се шири преку директен контакт со телесни течности на заразените и површини и материјали. Според СЗО во моментов нема регистрирани вакцини или антиретровирусни препарати за третман на грозницата. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Довидување.